Продолжуваме со активностите на терен. Под мотото промените продолжуваат заедно со народот. Она што денеска го гледаме овдека во Карбинци е доказ дека не се работи само во условно кажано поголемите општини. Се работи на секаде каде што градоначалниците се дел од ВМРО ДПМН и коалицијата. Задоволен сум од ова што гледам, затоа што ова представува одлична можност каде што општината покажува дека со сопствени средства, со домакинско работење, посветено работење, може да се направи многу и да се овозможат услови на индустријата да ги заврши своите инвестиции, со тоа да обезбеди развој и на локалната економија и нови вработувања. Јас навистина сум среќен што можам да кажам дека за помалку од половина година разликата е евидентна, не се сите исти, додека некои се корумпирани и крадат, другите штедат и работат и градат. Тоа е разликата помеѓу оваа корумпирана и криминална власт и онаму каде што ВМРО ДПМН има можност да покаже пред граѓаните како се работи. Тоа е иднината ние што ја нудиме, проекти, домакинско работење, честно, посветено работење, се за интересите на граѓаните. ВМРО ДПМН е покажала многу пати во минатото, така ќе биде и во иднината, дека е државотворна партија, партија која што се грижи исклучиво за интересите на граѓаните и на Македонија. Јас уштенашка му честитам на градоначалникот и на неговиот тим што навистина овозможува од сопствениот буџет во едни вакви тешки услови да се реализира една ваква капитална инвестиција, а со тоа да им овозможи на бизнесмените кои што одлучиле овде во оваа индустријска зона да купат парцела, да го изградат својот објект и да обезбедат нови вработувања, што ќе значи голема поддршка за локалната економија, но и за Македонија. Господине Мицковски, формата блокада собрание е практикувана, не покажа голем ефект. Зошто би било поинаку и имате ли во секој случај втора фаза, односно активирање на општините, членството, симпатизерите и така? Па дали покажала или не покажала, ќе покаже времето. И дали ќе покаже, ќе видиме. Вечерва имаме состанок на извршниот комитет на партијата, ќе ја презентирам идејата пред членовите на извршниот комитет на партијата и да почекаме, ќе имаме соопштение во јавност, односно ќе имаме изјава, предпоставувам, во текот на седницата на извршниот комитет, а потоа ќе следат и следни чекори. Ако мислите дека тука ќе завршиме, нема да завршиме тука. Ова ќе биде процес во кој што треба комплетно да ја принудиме оваа влада, раководена од 15 пратеници на ДУИ и администрирана од Ковачевски и СДСМ, да замине, затоа што мора да се сложите дека како сега никогаш во минатото не било толку лошо. Значи сега не е лошо, туку е очено. Имаме една национална катастрофа, имаме една девастирана економија, урнисано здравство, многу лоша состојба во образованието и кога нема разум кај власта, ние не можеме како државотворна и одговорна партија да дозволиме да гледаме како Македонија има се помалку и како малкумина се богатат на грбот на граѓаните во Македонија. Нема да бидам ниту јас одговорен политичар, ако дозволам тоа и во иднина така да се прави. Во најмала рака, ова е процес кој што ќе трае повеќе месеци, се додека ова неразумна влада не се вразуми. Однапред им се извинувам на граѓаните за сето она кое што ќе следи во периодот пред нас, но мора да не разберат, поддршка ни е потребна, охрабрување ни е потребно, ни треба општествена поддршка за да се спасиме Македонија. Затоа што ако оваа влада остане уште еден ден повеќе, Македонија ќе има помалку на сметка на нив и на нашиот труд како граѓани во оваа наша Македонија. Затоа почекајте допрова, следат повеќе чекори, а со ова само го започнуваме. Не можам да дозволам иднината на Македонија во мала речица да се крои. Иднината на Македонија ќе ја кројат граѓаните на Македонија, а не тие кои што денеска се таму во владата. Така од да само велат дека во моментот не во време на криза не треба да се блокираат собранието, ваш коментар во врска со тоа? СДСМ со таа изјава не знам дали се свесни признаваат дека Македонија е во криза. А во оваа криза тие наместо да се обратат на најголемата политичка партија, со најголемата пратеничка група, со најголемиот број градоначалници и советници во Македонија, тие одлучија да молчат. 2 месеца буквално ги молевме. И секој наш чекор
е реакција на нивната акција. Јас на самата пресконференција кога го најавив ова кажав дека за се понатаму единствената одговорност ќе биде врз Ковачевски, врз СДСМ. Ако некој за тоа не е свесен, ево уште еднаш ка користам оваа прилика да потенцирам нашата сериозност. Ова нема, ќе повторам, да трае 1, 2, 3, 5 дена. Ова ќе трае со недели, може би со месеци. Се додека оваа влада конечно не се вразуми, не седне да разговара со опозицијата и не организираме предвремени парламентарни избори. Што практично ќе значи активна блокада на собранието и оно што често ви го поставуваат како забелешка во време на економска криза не е домаќински да се троши пари на избори? Ајде за второто прашање ќе ви дадам еден одговор. Домакински ли беше да се закажуваат локалните избори во центар Жупа и во Маврово и Рустуши, ако знаевме без консултација со опозицијата, ако знаевме дека тие нема да успеат како што и не успеа. За кои домакини изборуваме? За овие што се наполнија со пари на криминален начин на грбот на народа, за тие ли домакини изборуваме? Тие се само не се домакини. Тие се расипници, но не на своите пари, туку на парите и на маката на граѓаните. А дали треба да се организираат избори? Избори треба да се организираат час поскоро за да излеземе од оваа криза. Денеска Европа се подготвува за есента, се подготвува за зимата. Веќе е мај месец. За 4 месеци од денеска ќе ни дојде есента, а за 6 месеци од денеска и зимата. Дали вие слушнавте некој од владава денеска да каже што превзема за тоа што ќе не очекува за 4 месеци од денеска? Ево, јас ќе ви кажам. Не можете да слушнете затоа што овие луѓе немаат капацитет. Нивниот капацитет е само да обезбедат што поголема моќ за себе и што повеќе тендери во 4 очи. Сето останато е оставено народот сам да се снаоѓа кој како уме. Е тоа ВМРО-ДПМН нема да го дозволи. ВМРО-ДПМН е народна партија и партија од народот и ќе дадеме се од себе на овој народ да му помогнеме, а така ќе помогнеме на Македонија. За активната блокада? Активна блокада ќе биде онаа блокада на се во парламентот, освен на оние закони кои што се однесуваат за помошта кон граѓаните за поисоки плати и пенсии. Дали сте оптимист во однос на преговорите со Бугарија? Дали сум оптимист? Јас сум секогаш оптимист. Но во случајот со Бугарија некако работите како додат во една безнадежна ситуација. Кога велам безнадежна ситуација, тука пред се мислам на немањето на стратегија од страна на владата и надлежните кои што ги водат тие преговори. Она што е важно да го знае македонскиот народ е дека што и да се случи во јуни на Европскиот совет која ќе се одлучува дали Бугарија ќе го тргне влетото, односно ќе се повлече од ветото, е дека и најголемото предавство кој што го подготвува оваа влада нема да кулминира со отпочнување на преговори. А зошто? Затоа што ќе има услови во таа преговарачка рамка доколку владата во Софија се одлучи да се повлече од ветото. А еден од тие услови е отварање на уставот. За отварање на уставот им се потребни 2/3 од пратениците во парламентот. Еве тука до мене имаме и членови на извршниот комитет на партијата и пратеници. Јас бев прилично јасен и ќе го повторам ставот на ВМРО-ДПМН. Нема отварање на уставот. Додека не добиеме јасна гаранција од страна на бугарскиот парламент дека ако се отвори и затвори уставот во Македонија, тоа значи дека на тој начин се затвараат сите отворени прашања помеѓу Македонија и Бугарија и дека се додека Македонија не биде дел од Европската унија, нема да имаме повеќе дополнителни барања од страна на нашиот источен сосед. Само по тие услови можеме да разговараме. Доколку тоа не го видиме на маса, доколку не го видиме тој документ изгласан од бугарскиот парламент, ВМРО-ДПМН никогаш нема да подржи отварање на уставот и отварање на преамбулата. Споменавте пред малку расипништво и тендери во 4 очи, а истовремено владата најави ново задолжување од 900 милиони евра. Ни ветува Европска еднина, се сеќавате, бесплатно здравство, не знам какво образование, кое што континуирано паѓа, а добивме должничко робство. Се чудам само каде замина тие пари и најверојатно се во тие тендери кои што се договара во 4 очи. Тоа можам само да кажам. Наместо Европска еднина добивме должничко робство. Кога треба да се избере координатор на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН? На денесната седница на Извршниот комитет ќе се изберат координаторите на
Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и во Штип и во Карменци. Благодарам. Кој ќе биде?